Уште една година за книгите на историјата. Новото вселенско летело на НАСА, Нови хоризонти, направи фотографии на најпримитивниот објект досега забележен од летело во Вселената. Се вика Ultima Thule. Наблюдувачите над звездите имаа можност да видат целосно помрачување на месечината, кога Сонцето, месечината и Земјата се на една линија, што се случува ретко. Никогаш не сум видела вакво нешто. Интересно е да се научи нешто ново и да се види ефектот. Прекрасна гледка. Црвена месечина следеше како одраз на земјиниот оце за време на еклипсата. Во март, SpaceX лансираше вселенско летело без екипаж, Dragon 2, за да собере податоци за идни вселенски летови со екипаж. Самото се приклучи на меѓународната вселенска станица наместо да биде помогнато од роботската рака. Во февруари SpaceX лансираше ракета што носеше лунарен слетувач наречен Берешет или во превод од еврејски на почетокот. Мисијата беше во партнерство со израелска невладина организација и се беше добро до април кога машината се расипа и се урна на месечината. Одделот за одбрана се качи на ракетата SpaceX Falcon Heavy во јуни, за да ја одобри за идни летови врзани за националната безбедност. Тоа беше прв армиски лет на рециклирана ракета. Двете странични зајакнувачи прецизно слетаа додека трупот на зајакнувачот немаше таков успех. Чиле беше во темница во јули со целосната соларна еклипса, што некаде на Земјата се случува секој 18 месеци. Август во Кина, кога приватна компанија Link Space изврши, како што вели, трето лакетно лансирање и пристанување. Инженерите го тестирале леталото што се гледа овде во април. Во септември ураганот Дориан ги опустоши Бахамите. Вака изгледаше најмоќниот ураган досега регистриран од меѓународната вселенска станица. Кристина Коч и Джесика Мејер направија историја. Во октомври тие стана први жени во тимот на вселенска прошетка кога ја напуштале меѓународната вселенска станица, заради поправка на скршен дел од мрежата за напојување со струја. Честа да се биде прва жена која прошетала на месечината е огромна. Се разбира, сонував за тоа целиот мој живот и уште се привикнувам на идејата дека ја знам таа жена. НАСА направи видео снимка од Меркур на минување пред Сонцето. Ваков транзит се случил само околу 13 пати во векот и тешко дека повторно ќе се случи пред 2032 година. И уште ова, НАСА испрати печка за правење колачи на меѓународната вселенска станица.